малку сум загрижен од спороста со која што се движат работиве. Значи, поминаа веќе една недела, никој до сега нити официјално ми се обратил од надлежни институции да ме прашаш, да видиш, да ме информираш што се случува, како се случува. Значи, никаква информација немам, сем од сведоците на настанот што биле таму, кои се плашат тамо веќе полека се движат работите во друг правец. Значи, нивните посети со возилата низ нашето населено место ги мотивираа луѓево. Баш и вчера имавме така еден собир на родители што кај мене, значи, се случуваше тоа, што луѓево се револтирани веќе и почна поинаку да реагира, значи, дојде преку глава веќе работава. Не може некој да мисли дека си ги чуваме децата по 25-30 години, сега некој само затоа што е на функција, ќе може да прави со нив што сака. Значи, затоа ги апелирам до институциите да бидат поажурни, да забрзат постапката малку. Сторителите, значи, сите знаат кои се. Мотивот е банален за да се постигне под живот човечки. Значи, класичен обид за убиство на најзверски начин. Значи, мојот син ќе остане со последици цел живот. Се бори се уште за живот, не е уште надвор од животна опасност, ситуацијата оди на подобро, меѓутоа, пак ќе кажам, апелирам до институциите. Бидете побрзи, решавајте го проблемот, затоа што се може да се случи. Значи, има луѓе со секакви размислувања. Јас добивам и многу пораки на Facebook. Решете го тоа вака, решете го тоа онака. Верувам во држава, верувам во институции, верувам во зборот даден на министерот Оливер Спасовски дека целава ситуација ќе се разреши согласно законите на Република Македонија, и затоа апелирам и до сите мои сограѓани, до сите пријатели, роднини, да не направат нешто непредвидено. Нека се движат работите така како што се залагаме сите, да не, значи, правдата да дојде на начин за кој што сне гласале, сне изгласани се закони. Тоа е единствениот пат што ќе доведе до мир. Што сега ако поинаков начин, кој поинаков начин сега? На исти начин да биде тоа, па нема да се вратиме сега како во Америка пред 200 години да ги решаваме работите со пиштоли. Значи, затоа мора да има институции. Функцијата на родителот треба да биде последна што ќе влијае во истрагата. Значи, затоа апелирам. Истрагата, обвинителство, да си го квалификува случајот така како што е. Класичен случај за обид за убиство. Ништо друго. Значи, виновниците не може со насмевки да се шетаат. Значи, мора да го добијат заслужената казна за тоа што го сториле. И тоа да стане поука и за другите, мислам, млади луѓе што се развиваат, дека не е тоа начинот на кој што може да функционира правна држава. Расправијата е банална, тоа ме нервира, значи што е расправијата причина за само вербална расправија. Ете, така. Разговор и така требало да си отидат, толку да биде, да постигнеш под живот за таква банална работа, значи нешто не е во ред. Или системов треба да почне поинаку да функционира. Не знам што да кажам. Стварно сум надвор од памет овие денови. Не можам уште да поверувам кога ќе ми ја кажат причината што е за вакво зверство.